Dobar dan, dragi prijatelji. Nema в намера денеска да правам видеоанализа, но настаните што се случуваат во соседна Србија и на тера повторно да направам, за да го предупредам председателот на Србија Александар Вучич, што поскоро да ја напушти политиката. За жал не послуша во декември кога советував, не знам колку е и сега време више, но не е паметно да го чека 15 март, бидејќи 15 март може да биде реприза на 5 октомври, што му се случи на Слободан Милошевиќ. Ова анализа требно врз основа на нормално настаните случуваат во Србија веќе од декември со 3 месеци пуни со процеси на студентите, а полека се креват и народот ко поддршка, добиваат од сите страни поддршка. А сето почна со договор што Александар Вучич, председателот на Србија, го склучи со Рио Тинто, британска австралиска фирма, позади која стоеше САД за експлоатација на литиумот во Србија. Значи, тоа е причината, инаку Србија е распродадена држава пред самиот банкот и последната изјава на Александар Вучич, која на Инстаграм може да се најде, вели: не очекувајте средства за Србија, Србија и наскоро очекува банкрот. Мислам дека за лани јуни они должи околу 105 милиарди има долг, а некаде во едно објавија 108, така нешто, не ме држите да зборам. Кога реков Србија е распродадена, бидејќи земјата ја зимат веќе, станатва кинеска држава во Европа, Бор Мајдапек ќе има рудник на Злато, Смедеро, базенот на челик или фабриката за челик. Не знам уште кој тамо работи и зема. Русите навлего во Нисанова, тој загаси нафта. И сега да не ги редам сите, сето ова влијаеше, не случајно и Косово да е више продадено, како и Војводина. Ова го зборувам као аналитичар, бидејќи они изгради една пруга Белград-Нови Сад брза и она е уште брза пруга до Будимпешта. Наталитет, мислам, на србите во Војводина, автономна покрајна да се разбереме, она е во составот на Србија од 1919, значи со формирањето на СКС. Прето беше под Аустро-Угарија, како и Санџак, исто тогаш е додаден на СКС и Вардарски дел на Македонија, исто така. Значи, престои опасен период и затоа ви кажам, јас да планирашме Словенски сојуз да не соопшти сме група аналитичари, но астрологијата и парапсихологијата истражувам од 83-та, кои ми помагаат во моите анализи. Значи, ја би му препорачал на Александар Вучич да не го чека 15 октомври, петот за мене од вас, па макар и веднаш го опсат, подобро од затвор се влегува, но од гроб никад. Ова зборува врз основа на неговата натална карта. Зошто го велам тоа? Кај него во наталниот Марсио во 10-та, кој ќе тоа е на власт, значи, кажува дека насилно ќе замени од власт. Кој ќе ја погледаме транзитите моментални, они мислам дека, дали беше
24 февруари, така нещо, Марс беше ретрограден, а от прва му се врати в 12, значи сега е в 12 на 17 степен. Процесите, главният въпрос ще се најаво да бъде за 15 март, бидејќи немала сабота сега ще иде 8 март, затоа за 15 март ќе му биде точно во еден аспект во астрологијата е познат како квадрат со наталниот Марс на 28 степен. А тоа и тоа во прва куќа може да предизвика и насилна смрт, не дај Боже, атентат, така слично. Значи, следен збор, по секом тоа, ќе му биде загрозена безбедност. Сега му советувам што поскоро, да не го чека 15 март, сам да се напуши функцијата, бидејќи и самиот најавува дека Србија очекува банкрот, а Србија ќе распродадена парчена, овие студенти и народот што се придружи цела Србија ќе станува. Значи, они нема да прифатат никако распуштање негови оставка и повторни председателски или, да кажеме, или парламентарни избори, бидејќи барат негова оставка, па тек тогаш да се иде на избори. Од тие причини ја му препорачуваме да напуши, инаку во моментот Марс му уште во 12 куќа, значи тоа е подготовка, 12 куќа и пенсиони пријатели. Ви кажав, до 24 февруари он беше Марс ретроген, сега е директен, а во 12, а на 15 тачно ќе биде на 28 степен во прво поле, он е иначе познак рак, и ќе биде во квадрат со наталниот Марс, кој исто е на 27 степен, али во 10. Значи, на 15 март може да се случи насилно заминување од председателската функција. Но се надевам дека нема да биде во опасност неговиот живот, но ово насилно заминување може секако да се толкува. Лично на никого не му посакам, па него, ако му посакав, него ще да го предупредувам. А 15 март е многу близко, значи умеѓу време може да му се случи тоа. И затоа го ставив наслов дали утре 5 март, на председател писмо на Србија на Александар Вучич е последниот роден како председател, по наводно се се е председател. Он е роден на 5 март 1917, а во 13 часот во Белград. Значи, ovo poznake rak зборувам, да неговата национална карта и сега гледам кога ви зборувам и позади мене. Го гледате Марсот денеска се уште од 12 куќа, али е директен веќе. А на 15 март ќе биде во негова прва куќа, но ќе биде на 28 степен. Ако ќе погледате добро, наталниот му е на исто на 28 степен. 27 и 28. Значи, постои опасност по неговиот живот, безбедноста. Милошевиќ остана жив, но не знам за него, бидејќи ја распродаде Србија. И самиот најавува банкрот на државата. Се печатат веќе пари без покритие. Тоа значи голема инфлација, затоа он вели Србија не треба да очекува светла иднина. Имаше на Инстаграм еден пензионер, па кажува новчениците што ги добил, а на топче да се печатат, дека неговиот брат Андреј е таму главен. Значи, серијски се брои одреде по ред. Тоа укажува на почеток на инфлација. Не би сакал многу такова да не кажат, но ја го предупредил што поскоро да напочне функцијата, да не ја чека 15 март, иако тоа го кажував и во декември да напочне политика, но не ме послуша. Инаку, драги пријатели, вие што имате желба да ме следите, треба на YouTube да притиснете на копчето subscribe
или предплатите, безплатно е. И ако ви се допаде анализата, да ставите лайк. Инако на моят YouTube канал, които сентиви дека хороскоп клинички, имате над 180 анализи, може да ги погледнете, може да ги помогнат много, повече с глобална цена. Значи, уште еднаш ќе повторам, што сакат да ме следат, може да ме следат на YouTube, и да потиснат копчето супка и предплати се, но исто така може да ме следат на Instagram и на TikTok. Драги пријатели, ви посакувам убав ден, убаво поподне, со Создател и Македонија напред.